Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме кратките најави, останете со нас. Продолжуваат активностите за пругата и во Перо Чичо. Малолетно девојче каснато од куче скитник. Бобан Стефановски со изложба. Планината го има последниот збор. Продолжуваат активностите за изградбата на пругата. Се работи и на мостот на влезот во населбата Перо Чичо. Од општината информираат дека побарале да забрзаат работите за да нема застој во сообраќајот, но посочуваат и дека патната инфраструктура е значајно оштетена поради тешките товарни возила, зашто ќе бараат и надокнада од железници. Продолжува изградбата на пругата кон Бугарија. Во Кумановско се работи на неколку локации, меѓу кои на надвозникот на влезот во населбата Перо Чичо. Поради активностите сообраќајот се одвива на една коловозна лента. Од општина Куманово информираат дека побарале од железници да се забрзаат работите за да не се прави застој во сообраќајот. Тие се надеваат дека нема да се повтори состојбата кога претходниот изведувач си замина и остави отворено градилиште. Општината тогаш го санираше патот, но и ги тужеше железници, а спорот го доби и на суд. Ние разговаравме со железница, имавме неколку координирани состаноци, како што знаете, реконструкцијата на постоечката патна траса, тоа е она улица зад Бараки што тргнува од туш, а завршува пред спомен Костурница, во неколку делови не е целосно реализирана, токму на барањето на македонски железници, бидејќи сметаат дека тука треба да изведат одредени атмосферски пропусти и сметаат дека таа патна траса, која што е трасирана повеќе од 30 и повеќе години, всушност навлегува во заштитниот појас на железницата, го разрешивме и го надминавме тој проблем. Разговараме со изведувачот, дадовме сообраќајна согласност, побаравме поитна интервенција од нивна страна, за да не се прави застој во сообраќајот, да не ни се повтори тоа што беше со претходниот изведувач кој што ги отпочна работите, а потоа го остави градилиштето каде што општина Куманово сама на сопствена сметка интервенираше и го санираше, затоа ја имаме утужено Македонска железница, го имаме добиено тој спор, должни се да ни ги обештетат тие средства, дали тоа ќе го направат, до денеска го немаат направено, но факт е дека и тоа јавно предпријатие стопанисува во многу сериозна финансиска состојба, имаме разбирање за тоа, максимално сме кооперативни, се работи за сериозен проект од национален интерес, иако сметам дека е направена огромна неправда кон општина Куманово, бидејќи општина Куманово сега со овој коридор дополнително е поделена на 2/4, со првиот коридор кој што е автопатот Е75 е поделена на 2 половини, а сега во овој случај е поделена на дополнително со уште една траса, можеби кога се работело тоа стратешко решение со студијата и комплетниот проект, требала да ја одмине централната зона на градот, бидејќи тогаш тоа било периферија, но во меѓувреме градот се ширил и сега самата железничка пруга поминува во густо населена средина. Првиот човек на Куманово информира дека побарали да се постават бариери заради безбедност на жителите. Знаете дека во тој дел на градот ги имаме можеби најпроблематичните населби, кои што се во најголем дел дивоградби. Дополнително побаравме од нив да се заштити самата траса, првенствено заради безбедност на самите жители кои што живеат тука, со изградба на бетонски бариери. По првичниот проект беше предвидено да се реализираат челични бариери со алуминиумски прегради, кои што сметам дека би биле во иднина предмет на оштетување. Железница е прифати таа сугестија и сега ќе видиме како ќе напредува изведувачот. Но укажува и дека патната инфраструктура постојано се уништува од тешките товарни возила. Изведувачот има обврски да врши контролиран дотур на материјалот, да користи соодветни траси за истиот и за тоа да плати секако надокнада на општината. Во моментов не можам да ви кажам дали имаме издадено такво решение, но водени од претходно искуство на градење на железничката траса Куманово-Белјаковци, знам дека нашата патна инфраструктура, која што многу тешко ја направиме кон
село Клечовце, во моментов во цело се уништена поради движење на несоодветни и тешки возила над 20 и повеќе тони. И општина Куманово мора тоа да изнајде начин да дојде до одредени субвенции од страна на железници и тие патни траси да ги реконструира на нивна сметка. Дел од жителите посочуваат дека работите на терен се одвиваат забрзано, но потенцираат дека е намален делот за пешаците. Пошто досега беше и така, но сега за брзо се работи. Гледам и мостот се направи за брзо време, во споредба со овој другиот што беше. Така да се надевам дека ќе биде што побрзо, а и подобро за нас. Овој дел тука, може да кажам негде грубо, пола Куманово е на тој дел тука. Меѓутоа, овој пат кога се направи, тротоарот го оставија така и еве гледате, тука имаме колку пола метар, што тоа е многу малку. Но се надевам дека оваа страна сега што е правена, дека ќе свата дека тоа треба да се направи и мислам дека ќе се направи. Проблем во овој дел од градот е и дивата депонија која постојано се создава. Изградбата на пругата кон Бугарија почна од 1994 година, од тогаш имаше неколку прекини. Последната активност пред новото активирање лани беше во јуни 2020 година. 37-годишна кумановка во Кумановската полиција пријавила дека на булеварот Октомвриска револуција низината малолетна ќерка била касната од куче скитник, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Пролетта цути за сите без разлика на годините е насловен хуманитарниот настан кој го организира Општинската организација на Црвен крст Куманово. Настанот ќе се одржи утре во Занајчискиот дом со почеток во 18 часот. Предвиден е настап на повеќе кумановски музичари, а влезницата ќе чини 100 денари. Собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Повеќе од 100 културни настани и манифестации, иницирани од младински, граѓански и невладени здруженија, ќе поддржи Општина Куманово годинава. Еден од врвните приоритети на општината е инвестирање во младите, посочуваат надлежните. Општина Куманово годинава ќе поддржи над 100 културни настани и манифестации кои што како иницијативи доаѓаат од младински, невладини и граѓански организации. Дека општината верува во идеите на младите говори и фактот што во Куманово е формиран и првиот општински младински центар во државата, кој во наредните 5 години ќе го менаџира Центарот за интеркултурен диалог. Младинскиот центар е сместен во просториите на поранешната местна заедница Тоде Мендол, во близина на основните училишта во Караџик и на Инфрашери. Програмата за работа на центарот ќе понуди системска поддршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот на заедницата преку неформално образование, обучување и подучување на младите, информирање. Младинскиот центар нуди различни тематски работилници, различни денови каде што младите можат да се дружат и да уживаат. Имаме денови каде што младите играат различни игри, кои што ги имаме во Младинскиот центар. Исто така држиме тематски работилници, имаме музичко катче со Тино, еден од волонтерите знае да свири на неколку инструменти, истите ги донесува во Младинскиот центар и ги учи неговите врсници како да свират на тие инструменти. Имаме театарско катче, кое што младите кои што имаат вештини за театар и кои што сакаат да глумат може да си ги испробаат своите вештини, своите идеи за да направат нешто. Во програмата исто така е предвидено, лани го одржавме 5-то издание на Born to Run, маратонот кој што го организираме. Тоа исто со помош на општината и затоа е во програмата на Младинскиот центар и се надевам дека ова година на 11 ноември ќе го држиме пак. Сепак е ден на градот и да имаме убав настан кој што ќе може да го направиме. И мислам дека е успешен настан, бидејќи лани за Born to Run имавме околу 300 млади кои, не само млади, туку 300 луѓе кои што се пријави и учествува, не само од Куманово и Македонија, имаше од Србија луѓе кои што дојдаа и зема учество на оваа трка.
Исто така одбележуваме и празници, верски празници. Односно обезбедување на просторни можности, општината располага со поголем број на објекти кои што секогаш бесплатно ги става на располагање на сите овие невладини организации, граѓански младински здруженија. Ние го отвориме првиот младински центар во државата и истиот го дадовме на стопанисување на невладината СИТ. Дополнително побаравме и од културниот дом Куманово, еден од нивните простори кои што порано беше кафич, да се преадаптира во регионален мултикултурен младински центар. Се уште очекуваме, немаме одговор од нивна страна. Дополнително останатите простори на општината, кои што се во наша собственост, исто така им се ставаат на располагање на младите. Да не зборувам за поголем број на локалитети, како што е локалитетот Спомен Костурница, аеродромот Аџитепе, кај што сега наскоро ќе се одржи големиот моторок фестивал и голем градскиот плоштад кој што секогаш е тука на располагање и многу качиња во градот. Изминатиот период изградени се и голем број на спортски терени во градот кои што секојдневно ги користат младите луѓе, посочува Димитриевски, најавувајќи дополнителни забавни содржини за младата популација. По однос на спортски активности изградиме голем број на спортски терени во градот кои што секојдневно се користат исто така од младите луѓе. А верувам дека нема да застанеме тука, ќе се обидеме во следниот период да изградиме и нови детски качиња и дополнителен број на нови спортски терени. Работиме на интензивна реконструкција на градскиот парк, кај што отделивме дополнителни средства, каде што покрај содржините во смарт паркот се предвидени изградби на нови спортски содржини и дополнителни едукативни содржини кои што младите ќе можат да ги користат, особено во делот на бициклизмот, специјални траки за скейтбордери и така натаму. Инвестирањето во младите е еден од врвните приоритети на општина Куманово. Хуманитарната организација Дарио Петровски организира хуманитарна вечер од срце за малата Ана, која ќе се одржи на 26 месецов, односно идната среда во Куманово СПА. Да ја помогнеме на Ана да ја продолжи борбата и да ја овозможиме шанса за безгрижно и весело детство, повикуваат организаторите. Предвиден е настап на повеќе кумановски музички артисти. Планината го има последниот збор, е насловена изложбата на Бобан Стефановски, планинар и планинарски водич. Фотографиите се направени за време на искачувањата и експедициите во земјава и надвор од неа. Долгогодишниот планинар и планинарски водич Бобан Стефановски реализираше изложба на уметничка планинска фотографија. Ова е и прва самостојна изложба на Стефановски, но и воопшто ваква изложба во Центарот за култура Куманово. Љубителите на фотографијата имаа можност да видат 40 фотографии направени за време на искачувањата и експедициите во земјава и надвор од неа. Раскажува дека било тешко да се селектираат фотографиите, бидејќи архивата е многу поголема. Може да видат доста фотографии кои што се од високите планини кај нас. Имам фотографии од Корап, од Шарпланина, од Друен, имам фотографии од Јакупица, имам фотографии од моите искачувања надвор од Македонија, како што се фотографиите од Триглав, од Дурмитор, од Олимп, имам фотографии од моите искачувања експедиции на Алпите, од Монблан, од Гран Парадизо и моите последни две експедиции кои што беа на врвот Арарат во Турција и на врвот Дамаван во Иран. Не за џабе ставено ова име како носечко име на изложбата. Планината го има последниот збор е ставено затоа што планината секогаш го има последниот збор. Имено не можете да тргнете на планина ако планината не ви го дозволи тоа. Значи треба да со тек на време ќе научите да слушате, да ја почувствувате планината и едноставно таа ги одредува правилата дали тој ден ќе имате успешно искачување или ќе се вратите назад. Имам искачено досега доста планински рови, меѓутоа оние што би можел да ги одделам, тоа секако е Монблан на Алпите, Гран Парадизо, Зумштайн, Брайнхорн. Имам качено Дамаван во Иран, Арарат во Турција, можам да кажам повисоките врвови кај нас и на Балкан, како што се Триглав, Дурмитор, Олимп, Мусала, Вихрен. Кај нас скоро сите врвови ги имам искачени. Фотографиите се направени во временски период од повеќе од 10 години, од кога почнал да се занимава со планинарење. Големен бројот на луѓе кои што се заинтересирани за овој спорт. Посебно последни неколку години откако почна короната, луѓето гледаат избегаат од руралните подрачја да најдат свој мир надвор од градовите во природата. Меѓутоа, колку повеќе луѓе на планината, кој поголема опасноста од повреди,
и слични несакани дејства. Затоа препорачувам сите луѓе кои што се сепак нови во овој спорт, кои што се почетници, никако да не тргнуваат сами. Затоа што има доста планинарски клубови кои што може да им дозволат и да им препорачаат што се треба да направат за да поминат безбедно еден ден на планина. Има доста работи без кои што не се тргнува на планина, меѓутоа најосновните би можел да кажам дека тоа секој се потребната опрема, храната, водата, секако GPS траката, проверување на временска прогноза, затоа што на неповолни временски услови не се тргнува на планина. И секако, советот некој поискуцен планинар. Фотографиите ќе бидат изложени во Центарот за култура во Куманово до 27 месецов. Сите заинтересирани за учество на маскембал од Батко Ѓорѓија имаат можност да се пријават до 28 април во Фондацијата за култура и спорт. Заинтересираните може да учествуваат со групна или индивидуална маска. Маскембалот е во организација на Фондацијата, а ќе се одржи на 6 мај на градскиот плоштад. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 626 возачи. Од нив, 24 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 4 возила се движеле со над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа 320 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 306 надвор од населено место, информира полицијата. Во продолжение вестите од Македонија. Согласно сегашните законски решенија кај нас и во моментов може да се работи повеќе од 40 часа, односно 50 часа. Има голем број работници кои што работат и по 50 часа по свој избор и со нивна согласност, изјави денеска премиерот Димитар Ковачевски одговарајќи на новинарско прашање за огласот што го објави јавното предпријатие за државни патишта за вработување работници кои ќе работат на изградбата на 4 автопати од двата коридора 8 и 10Д и дале ангажираните работници ќе работат неделно со 40 часовно работно време. Во моментов ние во нашата држава имаме закони кои што важат. Доколку се донесат законски решенија кои што ќе предвидат други услови за работа, тогаш ќе се аплицираат тие други услови за работа. Инаку и сега кај нас, согласно со законските решенија, може да се работи повеќе од 40 часа, така што има голем број работници кои што работат и 50 часа по свој избор и со нивна согласност, рече Ковачевски, кој заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска беше во општината Бутел на увид на изградбата на најголемата социјална зграда во државата. Ковачевски истакна дека според договорот 51% од работите треба да ги изведат македонски подизведувачи, а другиот дел се странски. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН не номинирала свој представник во работната група што ја формираше Министерството за правда за реформи на изборното законодавство, кои ќе се однесуваат на примена на препораките од ОПСЕ ОДИХР и за изработка на нов изборен законник. Во работната група ќе има представници од партиите од владеачката коалиција, СДСМ, ДУИ и Алијанса за албанците, а од опозицијските партии представници ќе имаат БЕСА, Алтернатива, Левица и Демократскиот сојуз. Начело на работната група ќе биде адвокатот и експерт Александар Новаковски, кој е и поранешен председател на Државната изборна комисија. Предметот етика во религиите останува изборен предмет во наставниот план за 9-годишното основно образование за учебната 2023-2024 година. Во согласност со концепцијата за основно образование што етапно се воведува и во учебната 2023-2024 година, освен задолжителни предмети, има и два изборни, вторстрански јазик и слободни изборни предмети. Бирото за развој на образованието позитивно одговори на барањето на Министерството за образование и наука овој предмет да остане во системот на основно образование и да биде избор за учениците и родителите што сметаат дека оваа тема е соодветна за периодот од животот на децата, кога тие се градат како личности и стекнуваат морални вредности. Концепцијата за основно образование предвидува широка понуда на изборни предмети што произлегуваат од искажаните интереси на учениците и се насочени кон развивање на нивните потенцијали и зголемување на задоволството на учениците од престојот во училиште. Покрај предметот етика во религиите, учениците може да изучуваат програмирање, сликарство, театар, танци и народни ора, да изберат спортски активности, мултикултурни работилници,
образование за животни вештини, градинарство и хортикултура и други, соопштија од Министерството за образование и наука. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски заедно со председателката на Советот и представници на општинската администрација синоќа присуствуваа на ифтарска вечер во организација на Исламскиот младински форум Ограно Куманово во соработка со општината. Настанот е во рамки на активностите на месец Рамазан под мотото Рамазан месец на постигнувања. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Северна Македонија, 21 април, односно петок, првиот ден на Рамазан Бајрам, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од муслимански вероисповед во Република Македонија им го честита Рамазан Бајрам. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална дневна температура која изнесуваше 15 степени и минимална утринска која беше 5 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 5 до 17 степени Целзиусови. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Телевизија Плюс е секогаш на вашата страна.